Драги соборци, денеска додека стојам пред зградата на Македонската радиотелевизија, во мене се испреплетуваат различни, па дури и противречни чувства и емотивни состојби. Ми се буди носталгијата, го насетувам срамот, него го надминуваат разочарувањето и револтот, за на крајот сепак да надвладее решителноста. Ке речете зошто носталгија? Затоа што пред 25 години, токму во оваа куќа, го учев новинарскиот занает и ја почувствував слободата на изразување во целата своја заводлива убавина. Македонија стануваше самостојна држава. Плурализмот беше во зародиш. Програмите на МРТ во тоа време беа ширум отворени за сите граѓани, без разлика на нивните ставови и политички определби. Вестите на првата програма на Македонското радио беа најслушани и највлијателни, а програмите беа исполнети со информации, со јавување на граѓани, дебати, полемики, култура, уметност, музика. Секако, не беше се идеално, не беше воопшто идеално, но слободата се насетуваше, беше во етерот. А сега, зошто чувствувам и доза на срам, кога веќе одамна не сум дел на новинарскиот тим на МРТ. Чувствувам срам затоа што ние граѓаните долго време бевме пасивни и дозволивме нашиот јавен сервис да се престори во целосен владин сервис. Дозволивме со наши пари владата да прави своји пропагандни пирови и спинови. Чувствувам разочарување и револт, затоа што моите колеги кои се сега уредници, но и новинари во оваа куќа зад мене, не само што не се спротивставија на владината контрола, туку и натаму сервилно и поданички служат на власта. Но знам, во оваа куќа има и мои колеги, убави луѓе. Тие од различни причини останаа и не си заминаа. Тие се принудени секојдневно да трпат заради својата професионалност, доследност и различност. Овие луѓе се ставени на маргините. Овие луѓе се замолчени. Затоа денеска прво ним ке им се обратам. Драги колеги, убави луѓе, ајде охрабрете се, излезете од летаргичноста и дефетизмот. Ајде кренете го својот глас. Не сте сами. Ајде заеднички да си ја вратиме МРТ. Ајде заедно да бидеме решителни. А што да им порачаме на владините полтрони, на програмскиот совет, на директорите, на уредниците? Што да им порачаме на ова, да го употребам министерскиот жаргон, тајфа? Знаеме кој е вашиот главен уредник. Знаеме чии интереси застапувате. Тоа секојдневно го гледаме и го слушаме на вашите програми. Постојано го кршите законот според кој наместо да бидете владин пропаганден мегафон, треба да бидете независни од кој било државен орган. Треба да обезбедите постојано, вистинито, целосно, непристрасно, праведно и навремено информирање, како и да создавате и емитувате квалитетни програми за сите важни општествени фактори, случувања и процеси. Затоа, немојте да бидете изненадени кога наскоро ние граѓаните, меѓу другото, ќе ви испорачаме и кривична тужба за кршење на законот. И да, овој наш денешен настан е само почеток на граѓанското будење и на граѓанското движење за враќање на Македонската радиотелевизија на граѓаните. МРТ не ви припаѓа вам. МРТ не и припаѓа на власта. МРТ треба и мора да биде јавен, професионален и непристрасен сервис на граѓаните. Ајде да си ја вратиме МРТ. Ајде да си ја вратиме слободата.